Службена белешка од Анаба го однесе Орце Камчев 30 дена во притвор. Судот го испрати бизнисменот во Шутка поради сомнеж за бегство подкрепен со документ од Агенцијата за национална безбедност. Камчев утрината првично беше приведен во полициска станица Карпош, а потоа во судот од каде околу 15 часот замина во истражниот затвор Шутка. На заминување кратко кажа не планирал никакво бегство. Како бегање? За кое дело Камчев заработи притвор останува нејасно. Обвинителството само кусо соопшти дека бизнисменот со уште 6 други лица е осомничен за перење пари, но дали тоа е причината за притворот, детали нема. Според адвокатот на Камчев Тони Менкиновски, ова било собирање дневно политички поени на грбот на неговиот клиент, порачувајќи дека ваков потек на ден прочка било садизам. Ова е срамота за Македонија. Срамота е за сите нас овде кај што стоиме. Двата пасоша се моментално во овој суд. Мерки за обезбедување, врз капиталот на господинот Камчев, кој вработува 3000 луѓе во Република Македонија се изречени. Истрагата не е завршена, тој е се уште осомничен. Само по некоја дојава, денеска тој доби 30 дневен притвор. Ова е садизам. Садизам со институциите. Она што е дополнително чудно според одбраната е што во решението за притвор пишува дека осомничениот се поврзува со дела за избор на измама, иако официјално нема никаков предмет или истрага за такво нешто против Камчев. Судот ги ценеше наводите на одбраната по однос на лишување од слобода на осомничениот за дела од избор на измама, како што стои во службената белешка за лишување од слобода, а не како што стои во предлогот на основното јавно обвинителство за дело по член 273 став 1 од КЗ. Менкиновски вели не им биле презентирани никакви докази со кои би се подкрепил притворот, дури не им била презентирана ниту службената белешка од Анаба. Вели се поставува прашањето дали Камчев овде во Шутка, бидејќи наредниот период треба да сведочи против сопругот на Фросина Ременски, Јовче Ременски, кој како што кажа Менкиновски на висока позиција токму во Анаба. Не ни беа презентирани документите од Анаба. Дури сакам и да напоменам дека судијата не ни даде, не ни го даде решението, туку дојде записничарката. Најверојатно му беше срам, ама понатака во иднина ќе каже зошто не ни го дал. Му беше срам да не погледне во очи. Камчев е обвинет за делата плацови на водна империја, а докму тој беше и жртва на случајот Рекет, каде на 9 и 7 години затвор се осудени Бојан Јовановски, Катеца Јанева, а причината е изнуден 1,5 милион евра од Камчев.